воведување на сменско работење, безпрекорна хигиена во здравствените установи, како и воведените системски мерки за ограничување на можноста за злоупотреба на боледувањата, се само дел од проектите кои Министерството за здравство ги изработи во првите 100 дена од новата влада. Предвидената измена на Законот за лекови и донесувањето на новата методологија за единствени цени на лековите се меѓу најсериозните кои ги спроведе министерот Тодоров. Знаете дека овдека станува збор за една крупна реформа со која што овозможивме паралелен увоз на лекови, сериозно го регулиравме пазарот, овозможивме и оневозможивме Република Македонија, односно здравствениот систем да биде ставен во ситуации на уценетост или барем преземавме мерки тоа да го спречиме, а со новата методологија сигурен сум дека покрај изголемена конкуренција ќе обезбедиме и намалени цени за лековите во Република Македонија, што ќе има двоен импакт и директно врз граѓаните, но исто така и директно врз здравствениот систем, имајќи предвид дека има еден добар дел на болнички лекови кои што се обезбедуваат само во системот на здравствена заштита. Ресорниот министер додаде дека првиот и основен предизвик на Министерството е подобрувањето и унапредувањето на системот на организација на здравствениот систем. За таа цел во фаза на реализација се повеќе пакет мерки за воспоставување и почитување на строго дефинирани стандарди за организација на јавните здравствени установи, за унапредување на нивото на обезбедена здравствена услуга, како и за унапредување на условите и стандардите за работа во клиниките, болниците и другите здравствени установи. Приоритетот и квалитетот на услугите посебно од аспект на зголемување на задоволството на пациентите. Меѓу стратешките цели на Министерството е унапредувањето на условите за работа на лекарите, подобрување на нивниот статус и материјалната состојба, како што се проектот за дополнително наградување на врвните лекари, унапредување на системот на доделувањето специјализации, реконструкција на објектите и новата апаратура.